На почетокот денеска го читавме Псалм 51. Отворете ги Библиите, држете ги таму затоа што често ќе се навратуваме на него. Нема да го читаме, Псалмот е релативно долг, ама важен, многу убав. Пред да почнам за него, сакам да кажам нешто кој ќе ни биде како вовета, тоа е да зборувам малку за радоста што христијанинот има во Господа. И зошто воопшто имаме таа радост? Чисто како еден вовет. Една од причините за радоста мисламе дека немаме страф од едината. Не зборувам дека нас ни е сеедно што ќе се случи. Не зборувам дека баш ни е гајле дали ќе има или нема струја, или дали шекерот и брашното ќе поскапат и не знам си што. Далеку од тоа. Ама оние, знаете, екзистенцијални прашања во стилот што правам после смртта? Зашто ми е овој живот? Па што воопшто се мачам, има ли цел сето тоа? Соломон на едно место ќе се седите, вика, јас се утеков собирајќи за друг да го јаде на крајот после мене. Значи и тој што има и тој што нема на крајот ќе заврши во гроб. Која е фајдата од сето тоа? Може ли човек да има воопшто радост во животот? Ако вака почнете да размислувате, реално нема. Што фајда? Цел живот ќе се мачам, на крај да умрам и крај. И? Толку. Ама не е тоа. Христијанинот има радост дека има вечен живот, дека мојата иднина е сигурна во Божите раце, не за тоа дека ќе имам повеќе или помалку, туку заради тоа што знам дека која е мојата крајна дестинација во крајната сметка. Во исто време, христијаните сте луѓе што ја прифаќаат реалноста во која живеат денеска. Што сакам да кажам со тоа? Знаеме дека имаме проблеми, знаеме дека имаме маки, знаеме кога ќе погледнеме во новчаникот колку пари имаме, знаеме колкави ни се сметките, долгови ако имаме, даноци, плаќања и така натаму и така натаму. Се ни е тоа јасно. Ние не сме луѓе кои бегаат од реалноста. Што ќе кажат, да, јас си верувам за небото, нели обично што викаат, небото е тоа што тебе те прави да мислиш на него и после си отупен. Дрога, опиум, мирен си, супер ти се. Не е вистина. Ние прифаќаме реалноста денес, дека има проблеми, дека ќе има проблеми, дека сите размислуваме дали да купиме 5 кила брашно или да не купиме 5 кила брашно. Тоа е реалноста во која живее секој од нас денес. Беше така живеевме, така и живееме. Ако не верувате на тоа, размислете колку молитвени барања се вртат меѓу христијаните секој ден. Моли се за ова, моли се за она. Ај молете се за ова работа, ај молете се за она работа. Многу ретко слушаме, Господ види што направи. Ама молитвени барања колку сакаш. Цело време. Зошто? Оти тоа е реалноста на ситуацијата во која ние живееме. Значи, христијаните не само што се радуваат во Господа, ама се свесни за реалноста во која живеат. Или како што еден автор рекол, ќе го цитирам, вика, црквата е единствена институција каде што членовите се собираат редовно за да се согласат со тоа дека се грешници кои не заслужуваат ништо повеќе отколку осуда. Оти кога ќе дојдеме во црква, ние не викаме ние сме најправедните луѓе. Ако така некој мисли, се излажа. Ние не викаме ние сме најсовршените, најспособните, најгениалните луѓе. Ние викаме тешко си ми на мене грешникот, ама викаме исто така што ќе правев ако не беше Христос. И само заради Христос можам да стојам тука и да кажам да, Божјата благодат, Божјата милост ме донесе тука кај што сум јас сега и да кажам фала ти Боже, сега имам мир, сега имам некоја сигурност. Или, како што некој рекол, колку повеќе е црквата свесна за гревот, толку е посилна. Не затоа што ние остануваме во гревот, туку затоа што гледаме да го искорениме. Кога ќе најдеш дека нешто не чини, кога ќе видиш дека нешто не е во ред, ќе речеш ајде да го тргнам на страна, да не стои тука, да не ми прави проблеми. Овде. Значи, верникот е свесен за својата грешност. И тоа не ослободува. Ќе запознаете вистината, вика Христос, и вистината ќе ве ослободи. Единствената слобода која човек може да искуси е кога нема ништо скриено. Што викаше еден мој пријател, многу добар пријател, на времето сум го цитирал 100 пати, вика, ако си прав, цел свет да се собере и да вика, ќе си бидеш мирен. Ама ако има нешто што си скрил, вика, ќе ти биде страв уста да отвори некој околу тебе. Цело време ќе се штреце, белки нема да го каже тоа што го крие. Ние сме слободни од тоа, затоа што сме свесни за својата грешност. Исаја се сеќавате што вика, јас сум човек со нечисти устни. И текнува на таа ситуација кога се соочува со Божјата совршеност, апостолот Павле во Римјаните 7 глава го вика истото. Колку несреќен човек сум јас, кој ќе ми избави од ова тело на смртта? Како може да биде несреќен? Понатаму зборува зошто всушност ќе биде среќен. Несреќен сум, ти знам дека имам греф. Среќен сум, бидејќи знам дека тој греф ми е простен, исистен и веќе не е
тука. Колку повеќе значи стоиме на тоа дека знам дека сум грешен, толку помалку ќе ги судиме и другите околу нас. Јас можам да укажам на гревот, не викам не. Ама видете ме кој сум јас со сите вие светци, паѓам во категорија во која ни Библијата не ми дава право да влезам. Ние сме оправдани, спасени грешници. И затоа може да застанеме пред Господи да кажеме, само заради Божјата милост сум тука, каде што сум јас. И имајќи го тоа на памет, сакам да одиме на Псалм 51. Сакам да зборуваме за него денес. Сеќавате минатиот пат кога зборува за Псалм 121 кој беше псалм за искачување. Он е псалм кој луѓето го пеа додека се искачуваат на Израел и ние реков на Јерусалим, не на Израел, и рековме дека тоа е метафора на она што ние секој од нас го прави кога одиме по нашиот животен пат. Ти нашиот животен пат не е удолница по која трчаме и се поарно и побрзо одиме. Мачно тешко искачување, горе-доле сме цело време. Псалм 51, на самиот почеток, како забележите во Библијата, вика одозгора покајничка молитва. Има напишано. Ова е псалм за покаяние. Сега немојте да се чудите, почнавме од возвишување, да доаѓаме на покаяние, ни треба. Сакам да видиме зошто. Давид е писателот на овој псалм. Затоа сме 100% сигурни. Давид не е млад верник кога го пишува овој псалм. Давид не е некој што се обратил вчера, што поверувал вчера и сега го пишува псалмот, тука е човек по Божјото срце. Човек, како секој од нас тука што подолго време е во црква. Давид како секој од нас. А сепак го пишува псалм 21 како псалм на исповедање. А што реков јас? Псалм 51, псалм 51. Гледате. Фала. Значи, овој псалм е напишан со една длабока желба да искаже нешто што го тишти, што му пречи, што има проблем. Го пишува псалмот, ако погледнете историски, на врвот кога беше на животот. Можеше да си дозволи да остане во Јерусалим кога целата војска отиде да се бори. Можеше да си остане дома, да биде мирен и да не биде загрозен. Има период во неговиот живот кога бегаше, се сеќавате, по планини, по долини, по пустини, па дури кај филистејците. Имаше подоцна од овој момент време кога бегаше од собствените синови, собствениот син го бркаше. Ова е време кога е на мира. Сигурен е, смирен си е, си седи дома, не си има многу големи проблеми. Човек по Божјото срце, човек кој го мрази гревот кај другите, човек кој укажува на гревот кај другите, ама и човек кој го мрази гревот во себе си. И тоа е се убаво, и вистина е, ама доаѓа во една ситуација во која мораше и тој да биде, да се кае. Ние ќе опоминеме псалмов на брзина денеска. Овој псалм е псалм на кој може многу повеќе да се задржиме, ама сакам да го поминеме на брзина, бидејќи и ние како Давид треба да дојдеме, он што го зборува тоа во 17 стих од овој псалм, да дојдеме со едно скршено срце кај Господа и да го видиме. Бидејќи од псалмот ќе видите дека се гледа, од ќе е напишано од едно длабоко некое сеопфатно, проникливо, ако сакате, каење за греф. И јас ќе кажам нешто, па после ќе го дообјаснам понатака. Ако ние не можеме да дојдеме во таков момент од нашиот живот, каде што ќе се каеме за некоја беда што сме направиле, ништо не сме направиле. Ќе ни тежи, ќе имаме проблем и ќе не влече надоле. Човекот по Божјото срце, човекот кој напише толку многу псалми, човекот кој играше пред Господа од радост, ќе се сетите, човекот кој не му беше гајле што мислат луѓето за него, сега има болка. Има тешкоти, има маки. Давид си имаше разни проблеми во животот, еден од најголемите проблемот му беа жените. Ако погледнете целиот негов живот, најмногу проблеми имаше со жените. И во овој случај, тоа не беше случајно, ево, него му се случило. Кога ќе сакаше жена, ќе ја земеше. Ви текна уште додека бегаше низ пустињата, како се викаше оне? Имаше еден човек таму кој чуваше овци. Многу. И кој Авигел ја зема од кај него. Ја зема жената. Зошто? Затоа што овој умре, Набал се викаше човекот, и умре, овој му ја зема жената. Зошто ти вика беше убаво? Понатаму, ајде, првата жена му ја дадоа како награда, кога губи, се сеќавате на Голијат. Понатаму во овој случај повторно гледа жена која и самата не е невина во оваа ситуација, ова не е миту случајност, нели дошло човекот налетел на неа, почнал да
да ја напастува, па ајде оваа попуштала да спие со него, вика се бањала на покрив на куќа, а царот е над неја еден спрат. И она е без мажот е далеко, и тој му било интересно да најде друга жена. Тоа е ситуацијата во која се наоѓа Давид. Тоа е реалност. И решил да сгреши. Не му се случи случајно, реши да погреши. А и таа реши да погреши. 20 свесно влегува во гревот, свесно го направија гревот, и интересно е дека овој грев што Давид го направи тука со Батшеба беше гревот за кој многу историчари ќе ви кажат дека е почетокот на распадот на Израел. Затоа што после ова од Батшеба се роди Соломон. Првото дете умре, второто дете беше Соломон. Соломон дојде на власт. Пред да дојде Соломон на власт, другите негови синови сватија дека нешто нема да е во ред, тргнаа против неговиот татко, ќе се сетите. И потоа полека немаше многу брзо. Веднаш после Соломон, кратко беше, Израел се распадна. Израел падна, се раздвои на Северно и Јужно царство и отидоа после натаму. Веројатно центарот беше тука. Патем речено, таткото што направи, синовите го продолжи. Соломон имаше многу повеќе жени отколку што имаше Давид. Неговиот син Апсалом што тргна контра, првото што го направи кога се врати во Јерусалим против татко му беше да му го земе харемот. Се научи од него и тргна по неговиот пат. За жал, тоа е вистината. И на овој врв на својата моќ, на врв на својата сила, иако имаше веќе други жени, реши да земе жената на Урија. Не само тоа, намести да го убијат мажот, беше крив за прељуба, беше крив за убиство, и сега веќе свати каде е. И сега има дилема, што да прави. Имаше проблем веќе каде понатаму. Не можеше да се врати кај народот да признае. Свесен беше за својот грев и доаѓа кај Господа. Доаѓа пред Бога, бидејќи реално народот веројатно сметаше дека е гледа колку чесен човек. Умрал Урија, ајде да не остави жена му вдовица, си ја земал кај него. Уште доблесен ки испаднеше на крајот веројатно. Реалноста беше сосема друга тука. И Давид реши да направи нешто друго. Изгледа како да беше опседнат со гревот веќе. Он направи многу бели во животот, ама ова изгледа екстремно веќе му тежеше. И затоа почна да се исповеда. И сакам да погледнеме како е Псалм 57 поделен малку. Давид пишува внатре дека гревот всушност него го извалка. И она за која се моли во псалмот бара Господ да го исчисти. Понатаму гледа дека гревот го направи болен и сака да оздрави. Гледате оваа работа, гледате си ја во своето, во моето срце, кога ќе сгрешиме, дали не се случува истата работа. Непослушноста, тој грев го направи осемен. Веќе не можеше да излезе во јавноста му кажат свака час бе царе се погрижи за вдовицата. Што ќе каже? Така е. Видете ме колку сум добар. Гледаше веќе нешто внатре. Бара да се помири. Сакаше мир да има, да може па да се врати назад меѓу другите. Овој бунт што го направи против Бога, бидејќи гревот е непослушност против Бог, го уплаши. Го фати страв, кај ќе ми е крајот сега мене, бидејќи знае дека Господ го гледа. И сака да му биде простен. Се извалка, се разболе, остана сам, беше преплашен, разпаметен и затоа бара да оздрави, да се помири и да му биде простена. Тоа е она што сака да се случи тука. Од овде е целата фора. Има три работи за една вистинска перспектива, за една вистинска исповед, ако сакате, за која сакам да зборувам денеска. Три ствари кои ги има во овој псалм. Првата е да го видиме гревот како што на вистина е. Каков е, ќе видиме, ќе зборуваме. Второ, да го видиме тогаш Бог каков е и дури тогаш ќе се видиме себе си. Бидејќи знаете, ако ние не сме свесни што е гревот, ако не сме свесни кој е Бог, тогаш не сме ни свесни што сме направили. Мораме да ги видиме во тој контекст, јас верувам, и да ги видиме тие ствари. И прво сакам да го видиме гревот како што на вистина е. И ќе читаме во Псалмов што вика Давид. Првото нешто за кое Давид го забележува во Псалмот е дека гревот заслужува казна. Вика, ти си праведен кога ќе пресудуваш и безпрекорен кога ќе судиш. Ова го вика Давид. Правилен си кога ќе пресудуваш и судиш. Ако ги забележите овие два збора, иде тука нешто многу важно. Луѓето ќе ви кажат, ако е Бог добар, зошто го суди гревот? Затоа што е добар треба да го суди гревот. Дека тогаш што правиме со тие што не сгрешиле?
Зарем Бог ќе биде добар према нив ако не го суди гревот? Не може на едните мајка на другите маќија да биде, а исти Бог да биде. Значи ова е првиот проблем. И затоа Давид вика во првиот стих вели: помилуј ме, Боже, поради големата твоја милост и заради големата твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Вели тука. Интересно е. Бара милост и се повикува на Божјата добрина. Давид не може да се повика на законот, да каже: Господи, суди ми според законот, бе? Ево, ајде да видиме, можеш да ми најдеш вина. Беше многу свесен дека е грешен и затоа Господи вика: те молам за милост, не за добрина. Знае дека ако отиде и за добрина, знае дека ако отиде да се суди со Господ, ќе биде осуден на смрт. Заслуженото за грев, вика Библијата, е смрт. Не може да се повика на тоа. И единственото нешто што може да го бара е милост. Боже, биди ми милостив на мене, грешникот. Има една анекдота за Наполеон, кога кај него дошла мајка да го моли да го поштеди синот, затоа што синот всушност дезертирал, па го фатиле, па го вратиле назад, сега му следи смртна казна. И Наполеон ни вика: ама правдата за да биде задоволена, тој треба да умре. А мајката викала: јас не барам правда, јас барам милост. И секој од нас што имал дете, знае дека многу често покажуваме милост повеќе колку што покажуваме правда. А зошто можеме тоа да го правиме? Затоа што го имитираме Бог дури и кога сме грешни. Тоа е вистината. Он се повиква на Божјата добрина, се повиква на Божјата милост, иначе вика: тешко мене. Во Псалм 103:10 истиот тој Давид вика: тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нив. Дека ако Господ ни одговори на начин на кој ние се однесуваме, тешко се ни нас. Тоа е поентата која Давид сака да ја направи. И затоа во 103 Псалм уште на почетокот 133 вика: Господи, ако гледаш на беззаконијата, кој ќе се одржи? Ако гледаш на тоа кој греши, а кој не греши, кој од нас ќе застане пред тебе праведен? Ајде да го видам кој од вас тука ќе каже: јас сум праведен, стојам пред Господа, ајде судиме, Боже, најди ми нешто. Треба си луд. Нема шанса такво нешто да се случи. Патем, ова не е единствен случај во Библијата кај што имам исповед. Во Данијел 9 глава 4 стих, Данијел вика: му се молев на Господ мојот Бог, се исповедав и му реков: те молам, Господи Боже велики чудесен, кој пазиш на заветот и имаш милост за оние кои те сакат и кои ги пазат твоите заповеди. Данијел тука кажува неколку работи. Прво вика дека Господ си го пази заветот, она што го ветил ќе го направи. Заветот за Израел беше повторен закон. Ако ги исполниш моите заповеди, еве што ќе ти се случи. Благосостојба, убаво, добро се. Ако не ги исполниш моите заповеди, ево што ќе ти се случи. Проблеми, тешкоти, маки, страдања и така натаму. И Данијел вика тука: те молам, сети се на заветот, ама има и милост. Ние сакаме да се држиме, не можеме да го исполниме, биди ни милостив. И кога така ќе застанеме пред Бога, ние јасно кажуваме што мислиме за гревот. Јасно кажуваме дека знаеме дека гревот е нешто кое го правиме и заради кое мора да се покаеме. Не можеме да избегаме од ова. Тука. Во 7 стих 9:7: во тебе, Господи, има правда, а во нас вика срам на лицата. Кога ќе сгреши дете, ај па да ме подсетам вас, ние што имаме деца. Го гледаш и вика што направи, и вика ништо. А го гледаш и знаеш дека нешто не чини. Веќе. И со возрастните често пати знаеме. Кога крие, бега поглед, врти поглед, не те гледа во очи и така натаму. Многу јасно знаеме, вика срам носиме на нашите лица. Вели тука. И затоа Псалм 51 вика: поради твојата голема милост и заради твојата голема добрина, можеме да се повикаме само на Божјата милост. И тоа на второто за кое сакам да зборувам. Ова милост тука е хесед, еден херојски збор, практично благодат или милост. Јас не можам друго повеќе да барам.
Тоа е основата и на старозаветното, и на новозаветното спасение. Ние се спасуваме само по благодат. Не се спасуваме по дела. Што и да правиме, не се спасуваме. Спасението ни е по благодат. Тоа е основата на сето христијанство, ако сакате. Ама, не е само да се повика на милоста, туку покајникот ја разбира и својата вина. Он вика, избриши ги моите беззаконија. Понатаму вика, избриши ме темелно од моето беззаконие и изчисти ме од мојот греф. Забележете колку пати вика мојот, мене. Изми мене, од кој? Од мојот греф. Јас ги знам моите престапи, мојот престап, моите гревови се секогаш пред мене. Ова е многу важна работа. Затоа што вика, јас сум крив тука. И тоа е онај четвртиот дел тука во однос на гревот што го спомнува, а тоа е дека покајникот, вистинскиот покајник, онај што се кае, прифаќа одговорност за своите постапки. Не може тој ми е крив, оној ми е крив. Гледате во 4 стих што вика, против тебе, само против тебе сгрешив и пред тебе зло извршив. Вратете се на прва Мојсеева, на првите неколку глави. Адам и Ева, совршен маж, совршена жена, совршено место, нема проблеми, нема инфлација, нема ништо, се му е прекрасно. И во тој момент доаѓа змијата, греши и реакцијата на Адам е жената што ти Господи ми ја даде ме натера да сгрешам. Жената вика, змијата што ти ја создаде ме натера да сгрешам. Кој е крив? Ти си Божи крив, јас немам вина. Се до моментот, додека човек, грешник, додека јас не кажам, јас сум крив за ова што стана, нема простување и не сме свесни за гревот што сме го направили. И затоа Библијата зборува за исповедање на нашите гревови пред Бога. Да ги наведеме, не, Боже, прости ми за се што сум грешила. А многу добро знаеш што бе да си направи. Кажи си јасно и гласно пред Господ. Тоа е она тука за која зборува. Самиот псалмист, против тебе, само против тебе сгрешив. Јас не кривам никој. Не ми е виновна жена. Не ми е виновен Урија. Не ми е виновно, Господи, ти ми даде мир и благословство, како да не ја искористам. Не. Јас сум виновен. Додека не дојдеме во овој момент, дали е семејна кавга, дали е расправа меѓу родители и деца, дали е нешто што сум го направил, никој не го знае, ама стојам пред Бог и го кажувам, додека не го именувам, јас реално не признавам дека сум го направил тој греф. Како сакате сватете. Јас грешам, сите сме си грешни. Простете, ви сгрешив. Што? Пак сгрешив. Зошто? Затоа што јас мислам дека не сум сгрешен, ти мислиш дека грешам, извини, ајде, нек ти биде по твој. Не. Додека не си го кажеме јасно, нема простување, нема расчистување. Размислете малку на тоа. Клас, ако не верувате на Библијата, верувајте на психологијата. Нема да зборуваме сега за тоа, ама тоа е реалноста. Давид не вика, упс, се случи проблем. Давид вика, јас имам сериозен проблем, јас лично. Напред, Господи, прости ми, стојам пред тебе, викам, имам мака. Ова не е лесно. И не верувам дека на Давид му било лесно и да го направи, и да го напише, ама вика, Боже, тоа сум јас. Грешникот, стојам тука пред тебе. Скршен сум. Покајникот прифаќа одговорност. И има еден писател го напишал тоа вака, јас го препишав од него. Вели, не обвинувај никого, не го обвинувај сатаната, не ги обвинувај околностите, не го обвинувај Бог, не си ја расипувај исповедта, така што ќе ја минимизираш твојата одговорност. Ти си грешникот, ти си виновникот, ти треба благодат и целата одговорност е твоја. Моја. Се дека не дојдам на ова, јас имам проблем. И ова ни кажува дека гревот всушност е дел од нашата природа. Во стих 5 вика тука, еве, грешен сум роден, грешник уште кога ме зачна мајка ми. Он не зборува тука дека е нелегитимно дете. Тој не зборува тука дека самиот сексуален чин бил греф заради кој мајка му тука забременила. Тој вика, јасно си грешен по природа. Од Адам и Ева наваму, ние веруваме, така стои во исповедта на верата, веруваме дека секој човек ја носи грешната своја природа која се менува само кога Господ Исус Христос ќе го смени. Во моментот кој ќе побара човекот прошка. Ние не сме добри, па со тек на време стануваме лоши. Ние се раѓаме лоши, растеме во нашето зло, се до оној момент дека не кажеме Господи Исусе Христе, прости ми го гревот, направи ми твој чин. И во тој момент
Бог не чисти, заборава на тоа што било и не прогласува пред Господа за праведни. Не сме праведни, ние сме прогласени за праведни. Живееме, ќе грешиме и ќе се исповедаме тука како Давид. Ама ако не тргнеме од таа идеја дека на самиот почеток, од таа премиса дека јас сум грешен, тогаш сите ќе ми се криви. Јас си бев роден супер, заради родителите, заради браќа и сестри, заради околности, затоа што Господ не ми дал тоа и тоа, јас сум ваков како што сум. Не. Јас се раѓам со желба за грев. Така стои, така спорува Библијата и затоа и веруваме. Тогаш веќе од кога ќе го видиме гревот каков е, сакаме да го видиме Бог онаков каков што навистина е. Не како ние го замислуваме. И затоа во 6 стих гледате што вика: ете, тие сакаш вистината во срцето и внатре во мене ме учиш на милоста, на мудроста твоја. Првото нешто јас што го забележувам тука, за кое може да зборуваме дека Господ сака светост од натре. Господ не бара тука светост од надвор. Господ не бара да се посипуваме со пепел, не знам си како да се облечеме свето, овие се светите. Библијата под мишка, нели? Ништо друго не размислувам, блесаво се смееме цело време, затоа што нели во Господа радост мора да имаме нон-стоп и така натаму. И се тоа супер, зошто да не покажеме дека ние имаме некаков проблем. Не. Бог вика, цела твоја светост треба да е внатре. Од натре ќе излезе. Сеќавате што викаш Исус, што го чисти човекот или што го не чистува? Тоа што излегува од срцето. Ако во срцето нема светост, џабе ви од надвор што правите. Ако во срцето немам светост, џабе се сите мои зборови и сето тоа што излегува од надвор, што ќе го видиме. Вика, ти сакаш од натре да ме исчистиш. Тоа е целта. Од срцето. И Бог практично сака да ни ја даде таа светост, бидејќи гледате што вика тука. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист. Измий ме и ќе бидам побел од снег. Кој го врши чистењето? Господ. Кој ни ја дава чистотата? Господ. Вика, ти Боже направи го тоа, јас го сакам. И тоа ще се поставя прашањето, може ли Бог да го направи тоа? Одговорот е да. Кој може да ни даде чистота? Кој може да ни даде светост? Нешто што ќе направи? Не. Бог и она што тој ќе го направи со нас. Идејата е дека јас и ти не можеме сами да се извадиме и да направиме нешто. Јас решив од утре ќе сум добар. Не. Боже, ти ќе ме исчистиш. А јас ќе го прифатам тоа. Се што ќе направи за мене, јас ќе го направам. И затоа е тој оној стих од Исаја 1:18, гревовите ваши да се алово црвени како снег ќе ги побелам, да бидат црвени како пурпур, како волна ќе станат бели. Кој го прави ова? Бог. Повторно, не го прави човекот, не го прави ни ти, ни јас. И кога вика посипиме со исоп, нели попрскаме, церемонијално изчистиме, направиме и од натре и од надвор чист да видат луѓето, ова е добар човек. Овој човек веќе застанал, сега може да стои пред Господа, бидејќи мојот грев е исчистен. Сега, видовме дека Бог е милостив. Ама сакам да видиме дека Бог е добар, тука напишал, вика, дај ми да чујам радост и веселба, нека се зарадуваат коските што ти ми ги здроби. Така пишува тука во 8 стих. Идејата е, да, јас барам обновување, Господи, обнови ме, ама сакам и да се помириме. Сеќавате оно што го зборува оно отуѓување, што го прави гревот, човек и човекот Бог, на самиот почеток во вовет, точно тоа е тука. Сакам да ме обновиш во мојот однос со тебе и сакам да ми помогнеш во мојот однос со другите. Сакам сето тоа да го решиме. Кој ќе го направи тоа? Повторно, Бог е оне што го сака тоа. Бог да му ги излечи коските метафорички, бидејќи Бог го згмечи. Кога тој го направи гревот, се распадна, пукна. И сега вика обновиме, стегнеме, направиме. Убаво е да застанеме пред Господа во ваков став. Боже, јас сум искашен, веќе здрава коска нема во мене, немам на што да се подпрам, нема што да ми даде цврстина, немам што да ми даде сила, помагај, обновиме. Тоа е поентата тука, што сака да ја каже самиот псалмист. И оди понатаму и вика, одврати го лицето својот гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Всушност вика, немој да веќе да се сеќаваш на мојот грев. Покри ги и тргни ги на страна. Или оно што го вика во Псалм 103:12, колку што е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Како
Уште е исток далеко од запад, толку ги оддалечува нашите представи. Тоа го бара он. Одврати го лицето свој од гревовите мои, избриши ги сите мои беззаконија. Тргни ги веќе, никој да не ги види, никој да не ги спомне, се да расчиста. Бог по природа сака да прости. Тој вика, не ми е мило грешникот да загине. Не ми е мило ниту јас, ниту било кој од вас да загине. Ама за да биде тоа вистина, тоа ще треба од наша страна да има покаяние. Затоа што никој од нас не доаѓа, синот или ќерката му прават проблеми, и тој само просто и вика нека прави што сака, јас само ќе си простувам, пушти го. Ќе речете овој родител не е во ред. Ќе кажеш нешто не е во ред со овој родител, со оваа мајка, со овој татко, ова стварно не чини. Нормален родител сака да го поправи детето, да го изведе на прав пат. Барем, така верувам, ако и тоа не се сменило. Вика, во тебе има простување. Значи, Бог, повторно табеличка, полесно вака се работи. Бог е свет. Што значи тоа? Тоа значи дека Бог ги поставува стандардите за простување. Не е тоа, јас мислам дека Бог ќе ме прими ваков. Јас верувам дека Бог простува вака на овој или на онај начин. Јас мислам дека ако ова направам, Бог ќе ми прости. Бог вика, нема што да мислиш. Јас викам вака, јас сум свет, јас се дефинирам светоста, јас дефинирам што треба да се случи, за да може да ти простам за твојата несветост. Второто нешто е зборуваме тука дека Бог е силен, дека е моќен. Зошто? Тоа е изворот на очистувањето. Јас не можам да се изчистам, Бог ја има силата. Тој го прави тоа. И на крајот Бог простува, бидејќи сака да прости и сака да избави. Значи, он го разбира гревот, го разбира Бог и потоа во 10 до 12 стих доаѓа неговата молитва. Онаа песна што ја пееме, или чисто срце дај ми, о Господи, и така натаму, тука доаѓа 10 до 12 стих. Создај чисто срце во мене, Боже, и нов и прав дух стави во мене. Не отфрлај ме од лицето свое и светиот твој дух не одземај го од мене. Врати ми ја радоста на спасението од тебе и благороден дух зацврсти во мене. Многу убав, прекрасен текст и затоа е убава песната. Она што го замерив на почетокот, што реков е дека ова е само еден мал дел од целиот псалм. 2 стиха се. За ова да се случи треба да има покаяние, вистинско покаяние претходно. Иначе ова не се случува само по себе, бидејќи ево така сум решил. Сакам простување, сакам чисто срце, сакам тврд дух, сакам да стојам и да не мрдам. Овде псалмистот не вели дека Светиот Дух го добива мисиоди, вика не го одземе радоста на моето спасение. Она што го зборува тука е поврзано со Стариот Завет. Ке се сети дека Божиот Дух слегуваше над луѓе да завршат одредена работа и потоа вика дали Божиот Дух ќе се заминеше или не. Во Новиот Завет ни се вели дека Божиот Дух кој ќе се всели во срцето на верникот останува таму за секогаш. Тоа е оно што го запечатува нашето спасение. Тоа е нешто за кое друг пат веројатно ќе зборуваме. Ама фактот тука е, идејата негова е, он е цар. Тој има посебно едно помазание во работата што ја врши. И вика, не ми го зимај тоа. Не ми го одземај тоа нешто, Господи. Обнови ми го духот, врати ми ја, интересно е, гледате тука, забележете. За сите оние што викаат, ето, гледај, Духот Божи се губи. Овде никаде не зборувам дека го изгубил спасението. Он вика, врати ми ја радоста на моето спасение. Јас сакам да се радувам за оно што ти веќе си го направил за мене. Од ти веќе немам радост. Кога ќе сгрешите, кога ќе сгрешам, се губи радоста. Не мора некој да ви каже грешник си, сам знаеш. Внатре веќе нема радост. И ако нешто не ти носи радост, ако нешто не те воздигнува, тешко да ќе од Господ. Ќе речеш, ама се грижам, нормално да се грижам. Да, ама Библијата вика сите ваши грижи дајте ги на Него. Зошто? Зашто тој се грижи за вас. Не реков јас како на почетокот дека се ќе фрлиме и ќе се правиме дека живееме во лала земја и дека се ни е на супер. Далеко од тоа. Ама ќе бидеме реални. Што можам јас да сменам до утре ако Господ не ви помогне? Кажете ми што ќе направите ти и јас што може за утре да биде окей. Сите зборуваат, ќе има глад, ќе има проблеми, ќе има се. Веројатно ќе има. Не велам не. Земете 20 тона брашно, може да го изедете. Сигурни сте дека ќе живеете да го изедете. Епа ќе оставиме се во Божите раце и ќе го направиме она колку што стои до нас, колку што е рационално и разумно, ама преку тоа не влегуваме во лудост. Кој може грижејќи се вика од вас да си додаде 2-3 мм, да си го продолжи животот една минута?
ако не можеме, Псалм 127, минатој пат што го зборувавме, вратите се на него. Тука. И сега ова е интересно овде. Зошто го зборуваме ова? Затоа што ова ќе ни помогне да имаме вистинска перспектива за нас, кои се сметаме за верни. И првото прашање е, што ќе направи тоа простување за мене? Ако јас го исповедам гревот, ако јас вистински побарам прошка од Господа за грев што сум го направил, и не мора да е толкав голем грев како прелюба. И не мора да е толкав голем грев како убиство. И не мора да е толкав голем грев како кражба за која те обвинили и те ставиле било што. Оние мали, ситни, беззначајни работи што ги викаме, што на Господа му прават проблем. Што ќе направи тоа простување? Што ќе направи тоа простување на тие околу мене? Како тоа ќе влие на нив тука? И Давид, интересно, во овој псалм започнува со тоа како ова барање прошка што тој го бара од Бог ќе влие врз грешните. Ова е нешто за кое јас се немав замислено пред да почнам да го копам овој псалм, да ви кажам неотворено. Во стих 13 вика, ако би простиш, ако таа прошка ме изчисти, ако ме врати со мојата радост на спасението, гледате во 13 стих што ќе се случи. Тогаш ќе ги научам престапниците да одат по твоите патишта и грешниците кон тебе ќе се обраќаат. Ај помислете малку на овој стих. Кога јас ќе побарам прошка за мојот грев, кога јас ќе застанам кон братот или кон сестрата или кон тој на улица кој го направил истиот грев како јас може да кажам, јас добив прошка. Мене ми е простено. Јас веќе нема што да се грижам за тој грев и ти можеш да го направиш истото. Сврти се кај Господа, побаре простување. Ти немаш сведоштво. Јас немам сведоштво ако не сме го искусиле Божјото простување. Сакаме да посведочиме на други. Сакаме да кажеме Господ што направил за нас. Мора да го признаеме гревот пред Господа и да знаеме дека ни го простува. Ниедно сведоштво кое почнува и јас сум грешил на времето, ама сега гледај Господ ме спаси, не функционира. Не викам да се фалиме, не знам си што како со нашите гревови и така натаму. Ама ако немаме да кажеме зашто Господ не спасил, што е фората? Што направил за нас? Тоа е првото нешто. И потоа, тоа е многу важно овде. Сакаш да имаш живот што ќе сведочи? Сакам да имам живот да има сведоштво. Ќе се изчистиме ние, па ќе покажеме на другите еве како. Или да се вратиме на она што го рекол еден од давнина. Вика, спасението е кога еден гладен човек му кажува на друг гладен човек каде може да најде леп. Има една таква интересна случка, се случува во Стариот Завет, кога избркани луѓе, губави, стојат пред вратите на градот, не ги пуштаат внатре, во градот е глад, они се гладни и болни, ќе умираат, влегуваат во шаторот на непријателите, Господ направи чудо, ќе се сетите, да не навлегувам таму, Господ направи чудо, војската беше уништена таму на Сенахериб. И што се случува внатре? Они јадат, пијат, се радуваат и вика, не е окей. Треба и на другите да кажеме за оваа секоја околност. Ако Господ ти простил, ако знаеш дека ти го трнал товарот, не можеш да молчиш, мора да кажеш на друг. Ама имаш сведоштво, ти вистина се случило тоа. Иначе, не може да биде празно. Второто нешто, на брзина, е ова. Ослободи ме од пролеаната крв Боже на моето спасение и јазикот мој ќе пее за Твоето избавување. Вели овде. Ова е малку повеќе од моето сведоштво. Кажува, забележете, овде веќе признава дека пролеа крв. Јас не верувам дека ова се однесува на војните што ги водеше. Ослободи ме од пролеаната крв Боже на моето спасение. И тогаш јазикот мој ќе пее за Твоето избавување. Конкретен грев, конкретизирано барање, оно што го зборувавме пред малку. И после 15 стих вика, Господи, отвори устата моја и устата моја ќе објави пофалбата Твоја. Тоа е убавото нешто со кое ќе почнам. Ослободи ме од гревот и тогаш ќе ги поучувам престапниците на Твоите патишта, грешниците ќе се спасуваат и јас со радост ќе пеам за Твојата праведност. Ама 16 и 17 стих кажува дека мојата исповед има врска со Бог. Уште многу кратко ќе завршам. Вика, жртвите не ти се мили.
Ова е преводот на Иван Грозданов, многу поубаво тука е направен. Зашто жртви не ти се мили. Кога би ти принел се паленици, ти не би ги примил. Жртвата пред Бога е покајнички дух. Срце понизно и смирено, ти, Боже, не го отфрлаш. Господи, кога јас ќе се покајам, близкоста со Тебе станува поголема. Тоа сака да каже овде. И затоа вели, и да ги исповедањето има врска и со Божиот народ, да тајав грев во срцето свој, Господ немаше да сака да ме чуе. Зошто е ова важно? Сакаме да имаме заедништво едни со други, не сме да има непризнаен грев. Сакаме да имаме сведоштво према другите, не сме да има непризнаен грев. Сакаме да растеме во љубовта еден кон друг, сакаме црквата да расте, не треба да има непризнаен грев. И затоа мора да се видиме себе си такви какви што сме. Во својата благонаклонност подари му напредок на Сион. Обнови ги цидините на Ерусалим. Тогаш ќе има праведни жртви, жртви паленици кои ќе ти бидат мили. Тогаш на твојот олтар ќе се принесуваат јунци. Тогаш во твојата црква ќе има радост, ќе има веселба, ќе има напредок. Кога? Кога ќе ми се прости гревот, кога ќе побарам да се прости. Што бара Давид и што сакаме ние да се случи? Ако сакаме да бидеме праведни пред Бог, не Давид, што сака Бог ние да направиме за него? Исповедај го гревот, барај прошка, после тоа служи. Не можеме да служиме без нам да не биде проста. Не можеме да кажеме на друг нешто што ние не сме го искусиле. Ајде да се молиме.